Што превзедовте по случајот со вашата вработена со скратено име Совче, која се обиде да направи ургенција при контрола во еден даночен обврзник Кафуле во Скопје, ургенција кој својот колега инспектор да не напише казна? Во моментов е спроведена одредена постапка преку единицата за професионални стандарди, кои што представуваат всушност една внатрешна контрола на поведението, работењето, исполнувањето на работните задачи на спрема сите даночни службеници. Што покажа таа контрола и дали вашата вработена е некако санкционирана? Во моментов, постои постапка, ќе го почекаме исходот да видиме. Секако дека секој оној вработен во управата за јавни приходи, кој што соработува на овој начин како што беше представен во вашето видео, ќе биде санкциониран, затоа што нашиот принцип на работа и основниот приоритет е да градиме партнерски однос со даночните обврзници, меѓутоа да не градиме партнерски однос со оние даночни обврзници кои што не издаваат фискални сметки, односно кои што сакаат да го изиграат законот. И тоа е недозволиво и секој оној кој што на овој начин смета дека треба да биде дел од неговата работна задача да помага на обврзници кои што го искривуваат законското функционирање, исто така и за него ќе биде спроведена постапка. Нашата борба е таа дека секој пат треба да се бориме против сивата економија, а да не бидеме нејзини поддржувачи. Дали направивте истрага докаде стигнала ургенцијата? Која била користа вашата вработена да крене телефон и да ја направи ургенцијата? Кој бил мотивот? Предпоставувам познанство со сопствениците на тој даночен обврзник, односно на тоа Кафуле, меѓутоа казната истиот тој даночен обврзник ја има платено. Дел од познавачите во случајот препознаа корупција. Вие како би го квалификувале овој случај? Корупција можеби во делот дека некој сакал да го заштити даночниот обврзник кој што го крие данокот. Да, тука веќе има корупција. Затоа сме согласни сите и затоа се бориме максимално транспарентно, редовно, со сите оние наши колеги кои што се дрзнуваат да соучествуваат во даночното затајување од страна на даночните обврзници. Тоа е така било и така ќе продолжи и понатаму. Дали ќе соработувате со институциите кои пројавија интерес за случајот, например антикорупцијска најави дека има елементи да се оформи предмет кај нив? Секогаш соработуваме и ќе соработуваме понатаму. Никој пат нема да застанеме на страната на оние кои што на некој начин сакаат да ги урнисаат елементите на правда и правичност и на законско постапување. Вашата вработена доаѓа сега на работа најнормално? Додека трае постапката, таа мора да оди на работа, односно е на работното свое место, а ќе видиме што ќе биде исходот од оваа постапка. Колку време би траела процедурата за да се открие што се случило поточно, знаете? Станува збор за една сензитивна постапка и затоа не би требало да брзаме, а со цел да повредиме одредени па други законски одредби, сепак очекувам дека единицата за професионални стандарди коректно, точно, законито ќе се заврши својата работа. Една од инспекторките со која 360 степени ги следеше овие даночни контроли кај даночните обврзници, сведочеше дека чести се случаите кога се нуди мито, особено на популарно 50-50 да ја поделиме казната, но да не ја платиме цела, и исто така чести се случаите рече кога и се прима мито. Дали знаете дека ваква е состојбата во УЈП и што преземате? Мислам дека јавноста е добро запознаена дека имавме два случаеви кај наши инспектори кои што се дрзнале да бараат одреден паричен надоме за да не пишат одреден наод согласно веќе извршена надворешна контрола кај конкретен даночен обврзник. Едниот таков случај беше во Скопје, другиот случај беше во Кавадарци. И има неколку такви случаеви за кои што сме постапувале и ќе постапуваме доколку добиеме соодветна пријава. Многу пати сме се сретнале со тенденциозно обвинување од страна на даночни обврзници дека одредени наши инспектори бараат некаков паричен надомест или дека уценуваат или дека заплашуваат и слично. Значи, како што кажавте вие 50-50, меѓутоа овој пат 50-50 се информациите точни или пак неточни за некои вакви дејанија. Вие сте институцијата која треба да се бори против сивата економија, но во таа борба во овој случај таа борба беше подкопана токму од ваш вработен, од ваша вработена. Како ги мотивирате вашите вработени, посебно инспекторите, да не примаат мито, да не се подлежни на корупција? Видете вака,
секој граѓанин во нашата држава треба да се бори за правда. Сепак, самата тенденција дека станува збор за инспектор во управата за јавни приходи, секој пат, сакајки или не сакајки, сме подложни на такви невистини, дека нешто се случува или дека сакаме да оштетиме некаков даночен обврзник, конкретно од страна на инспекторите. Нивната работна задача е да бидат точни во своите пресметки при утврдување на наодот, бидејќи тие се и првото лице на управата за јавни приходи. Оној кој што совесно, честно, законски работи, како инспектор ќе биде унапреден, ќе биде награден. Секој оној кој што дозволил да биде погазено достоинството на институцијата и на неговото работно место пред се инспектор во УЈП, ќе биде санкциониран и ќе биде казнет, односно се санкционирани или се казнети. Правиме редовни контроли на нивното поведение, проверуваме за нивната пред се редовност во извршувањето на своите работни задачи, затоа што сепак секој инспектор има неколку контроли во еден одреден период, ја гледаме брзината на тоа колку успешно ги завршува работните задачи, гледаме дали редовно оди во сметководственото биро, каде што треба од таму да ги црпи сите оние документи за спроведување на контролите и слично. Правиме континуирани обуки за нив и за нивното надградување во своето работење, ги следиме законските прописи и сметам дека сепак управата за јавни приходи не ја представува само инспекторатот. Тоа е еден вид на конгломерат на сектори, организациони единици и слично, кои што функционираат заеднички во собирањето на приходите. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и на вас.